повика членството на партијата. Се бара начин за деблокада на собранието. 5 дена потрошени за реплики. Манойловски ќе биде мост помеѓу македонците и албанците. Поради труење со храна, над 220 работници од фабриката Леар завршиле во болница. Поради недостаток на медицински персонал ќе се затворат уште 4 операциони сали во 8 септември. Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Лидерот на ДУИ Али Ахмети го свика Централното председателство на партијата во Мала Речица со цел да изнајдат решенија за деблокада на парламентот. Меѓу другото, во Мала Речица ќе се разговара и за можна коалиција на ВМРО ДПМН со БЕСА. Во живо го вклучуваме од председиштето на ДУИ, го вклучуваме Фуркан Селил. Дали се слушаме? Да, добро вечер, Сандра. Само што заврши состанокот на Централното председателство на ДУИ во состанок во кој што се разговараше за можноста за повлекување на министрите на ДУИ од владиниот состав, по текст со кој што би се иницирало дебата за составување на нова влада. Меѓутоа, после состанокот, председателот на ДУИ Али Ахмети изјави дека и ова опција треба добро да се анализира, бидејќи како што он кажа, има и овој потек би можел и да ја комплицира ситуацијата, но може и да ја деблокира. Освен за тоа, Централното раководство на ДУИ денеска разговараше и за локалните избори. Како што знаеме, на 14 мај следниот месец им истекува и мандатот на градоначалниците и Ахмети рече дека ќе треба да имаме функционално собрание доколку сакаме да најдеме решение за овој проблем. Не знам дали се готови изјавите, доколку се готови, предлагам да ги слушнеме и да видиме конкретно од представниците на ДУИ што кажа после состанокот. Сандра? Утвени изјавите, доколку имаш нешто повеќе да додадеш од Мала Речица, повели. Добро, ако не се готови изјавите, тоа е во кратки црти тоа што кажав. Председателот Ахмети најави повторна средба на Централното раководство следната недела. Запрашан зошто токму последна недела ќе се одржи состанокот, тој рече дека овие одлуки треба да се консултираат и со другите партии од парламентарното мнозинство. Сандра? Ти благодарам за вклучувањето од Мала Речица, ние ќе продолжиме понатаму. Иста атмосфера и на петиот ден од продолжението на конститутивната седница со реплики и контрареплики и расправија помеѓу пратениците за така наречената тиранска платформа, но не по точките на дневниот ред. Пратениците на ДУИ присуствуваа само на првиот дел на седницата, а потоа си замина. Маратонската дебата продолжи помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Со спротивставени ставови и купување на време продолжи конститутивната седница за избор на членовите на Комисијата за избори и именувања. Пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН повторија дека треба да се откажат од платформата на албанските политички партии и да се оди на предвремени парламентарни избори. Јас сакам само да ви кажам дека тиранската платформа е постизборен инженеринг затоа што сакаат колегите од опозицијата да ги направат 49 поголеми од 51. Затоа настана оваа постизборна платформа за да може да бидат 67 повеќе од 57. Не, ја викам 57 е повеќе од 67. Следуваше одговор на пратеникот на ДУИ Ејуп Алими, потенцирајќи дека платформата не е од Тирана, туку таа представува заеднички документ на албанските политички партии со барања на албанскиот народ во Македонија. Во текот на седницата имаше и прекини за консултации и изнаоѓање решенија. Милева Георгиева од СДСМ рече дека пратениците на ВМРО ДПМН треба да го прифатат фактот дека се опозиција. Не гледам зошто толку потреба од голема нервоза, вознемиреност и страв кај пратениците од ВМРО ДПМН. Вие мора сега да се соочите со фактот дека вие повеќе не сте власт, туку опозиција. Знам дека ви е тешко тоа да го прифатите, но ќе морате. Најстариот пратеник во собранието Бранко Манойловски од ДУИ, кој за прв пат застана на говорницата, побара од пратениците да ги остават настрана партиските интереси и сите заедно да работат за доброто на Македонија. Тој рече дека сака да биде мост за изнаоѓање на решение помеѓу албанците и македонците. Ја би сака да сум една врста као мост измеѓу македонците и албанците. И вистина сум.
зашто сум по потекло албанец, али сум македонизиран албанец. Сум живел као македонец, подле македонски школи. Само мало смирите се сите партии, оставите партиски интереси мало на страна. Дај да работиме за Македонија. Да решиме македонските проблеми. По 15-минутната пауза сите пратеници на ДУИ го напуштија собранието за да учествуваат на состанокот на централното раководство на оваа политичка партија во Речица. Седницата продолжи до 17:30 часот, а потоа претседавачот Трајко Велјановски ја прекина седницата чие ново продолжение го закажа за понеделник во 12 часот покрај негодувањето на одредени пратеници. Албанците се опаметени и нема да земат пушка во рака за интерес на одредени политички групи, истакна во Клик Плюс дипломатот Мухамед Халили. Според амбасадорот Виктор Габер, присуството на Туск во Скопје е многу важно и тој неверојатно ќе дојде со подиректни предлози во неговата актовка. Новинарката Сонја Крамарска пак вели дека ВМРО ДПМН шири хистерија помеѓу граѓаните. Европската Унија постојано и порачува на Македонија да го почитува уставот и врз основа на уставните одредби да се формира влада, вели во Клик Плюс дипломатот Мухамед Халили. Тој смета дека доколку не се формира нова влада, тогаш министрите на ДУИ треба да излезат од неа и да се работи на ново мнозинство. Од друга страна, Халили вели дека албанците во Македонија повеќе нема да подлегнат на политички манипулации. И некој да ги натера да земат оружје. Лесно не може. Едино, ако некој ги провоцира институционално. Веќе албанците се опаметени за нечи интерес на некој политичар или група на политичари, албанците веќе не земат пушка во раце. Според амбасадорот Виктор Габер, во случај министрите на ДУИ да ги напуштат позициите, огромен би бил притисокот од меѓународната заедница. Според него посетата на Туск е многу битна во овој момент. Логиката на неговото присуство овдека, тоа е логиката на целата Унија. Тој сега е реизбран, нели? Он веќе има некоја моќ, каква таква. Он не е ни германец, не е ни француз, али во секој случај има одредена моќ позади која стојат други земји. И затоа верувам дека во неговата агенда ќе има уште нешто многу по-директно, бидејќи бегањето во Будимпешта на нашиот претседател не ни оди во прилог. Професорот Стојан Славевски очекува дека притисокот на меѓународната заедница ќе продолжи, кој може да се сведе на некакви поединечни одлуки на земјите членки на Европската Унија да се стават некои македонски политичари на црни листи. Мислам дека ние во тој правец нема да се движат работите, меѓутоа може да се одредени политичари изолираат, да се стават на одредени црни листи, да не се примаат. Според новинарката Сонја Крамарска, евентуалната оставка на министрите на ДУИ од актуелната влада нема да го постигне саканиот ефект, затоа што на нивно место ќе дојдат нивните заменици и владата нормално ќе функционира. Она што во овој момент може да се заклучи е дека ВМРО ДПМН шири хистерија меѓу народот, вели Крамарска. Они не одговараат на непријатните прашања. Они само вербално работа и шират некоја хистерија меѓу граѓаните за некоја лажна тема. Соговорниците во Клик Плюс беа согласни дека работите во Македонија мора да тргнат на подобро, односно што побрзо Иванов да го додели мандатот за формирање влада на парламентарното мнозинство. Европската Унија е загрижена за состојбата во Македонија. Евроамбасадорот Самуел Жбогар порача дека мора што поскоро да се формира влада за конечно да почне спроведувањето на итните реформски приоритети. Од друга страна, амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет порача дека е многу важно што владењето на правото е во фокус на политичките разговори. Евроамбасадорот Самуел Жбогар уште еднаш порача дека Европската Унија е сериозно загрижена за состојбата во Македонија. Како што вели тој, Унијата инсистира на брзо формирање на влада со цел да бидат исполнети неопходните реформи. Тој воедно рече дека најавената посета на Туск, која ќе се реализира следната недела, представува знак дека меѓународната заедница има за цел позитивно решавање на кризата. Се надеваме дека институциите, како што се владата и собранието, набрзо ќе се формираат и ќе се концентрираат за спроведување на реформите и другите важни работи околу развивањето на државата. Ние со нетрпение и со внимателност ја следиме ситуацијата, особено информациите кои доаѓаат од бизнис секторот, кои покажуваат дека економскиот развој се успорува.
дека странските инвеститори и администрацијата на Трамп очекуваат да видат што се случува со Македонија. Амбасадорот на Велика Британија во Македонија Чарлс Гарет вели дека добро е што владењето на правото е во фокусот на политичките разговори. Според него селективната правда ја руши репутацијата на Македонија. Добро е што владењето на правото е клучно во политичката дебата во Македонија денеска. Владењето на правото беше клучно и во договорот од Пржино за соодветен излез од политичката криза. Од друга страна, Јоханес Рај, представник на фондацијата Конрад Аденауер, вели дека е несватливо зошто Македонија има потреба од странски медијатори за решавање на внатрешните проблеми. Секогаш велев како странец, не како странски наблюдувач што има привилегија овде да живее, не разбирам зошто Македонија не успева без странски медијатор да ги реши сопствените проблеми. Во рамките на одбележувањето на 60 годишнината од потпишувањето на Римскиот договор, Европското движење во Република Македонија организираше панел дискусија поврзана со прашањата за развојот на европскиот проект од формирањето на Европската економска заедница до денес. На панел дискусијата беа разгледани и актуелните состојби во Европската унија, но и европската перспектива на Република Македонија. Главни ликови на денешните протести пред кои почна од пред владата беа моторџиите, а начело на моторџиската колона беше Ленин Јовановски. Тие на своите мотори на кои се виеше македонското знаме возеа од пред владата до собранието, а накратко се задржаа и пред канцеларијата на председателот Иванов за, како што рекоа, да му се заблагодарат за она што го прави за земјата. Граѓаните веќе 33 дена се на улиците и велат дека ќе останат се додека не биде отфрлена платформата од Тирана и додека не бидат распишани нови избори. Над 220 вработени кои биле трета смена во фабриката Алеар утрово завршиле на клиниките во Тетово и во Гостивар поради труење со храна. Од што се затрудиле работниците ќе се знае по објавувањето на конечните резултати од испитувањата. Во текот на денот речиси сите работници се пуштени на домашно лекување. По конзумирањето на макарони со сос и мелено месо, околу 220 работници од вкупно 264 кои се вработени во фабриката Алеар завршиле на клиниките во Тетово и во Гостивар. 183 работници се испратени на Тетовската клиника, додека останатите 27 во болницата во Гостивар. Сите се пожалиле на болки во стомакот, диареја и повраќање. Лекарот кој се погрижил за пациентите вели дека сите јаделе макарони. Јаделе макарони, некои со сос, со мелено месо, значи тоа е претежно. Ние сме интервенирале. Али претежно е тоа, значи тоа што јаделе. Сите истото го јаделе. Директорот на Тетовската клиника Флјурин Бесими нагласи дека на сите пациенти им била пружена потребната медицинска помош и само еден од нив е задржан на понатамошно лекување, но и тој се наоѓа во стабилна состојба. Сите здравствени установи во Тетово, клиничка болница Тетова, здравствен дом, Институтот за јавно здравје, од санитарна инспекција и ние случаевите што беа сите ги пријавивме во Центарот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје со Агенција за рана и санитарна инспекција се веќе излезени на терен. Во моментот кога нашата екипа се обиде да земе став од компанијата Алеар, обвинителството и полицијата вршеа истрага за овој случај. Од оваа компанија која се наоѓа во Тетовската индустријско-технолошка развојна зона не беа расположени за разговор со медиумите. Денеска наутро од Тетовската клиника во СВР Тетово го пријавиле случајот дека во болницата се донесени повеќе од 200 затруени лица кои се вработени во ова претпријатие. Според првичните информации, лицата се затруле од храната што ја консумирале по полноќ, а 2 часа подоцна ги добиле првите симптоми. Комисија во состав од представници од Агенцијата за храна и ветеринарство, Здравен јавен центар и Санитарниот инспекторат ги истражуваат причините поради кои работниците добиле труење од храна. Американската компанија Алеар започна со работа пред 1 година во слободната економска зона во Тетово, а главна дејност е производство на седишта и електронска опрема за автомобили. Ке се затворат уште 4 операциони сали во градската општа болница 8 септември. Дополнително поради недостаток на медицински персонал, болницата ќе го намали приемот на пациенти и обемот на работа. Поради пренатрупаноста со работа, персоналот наводно бара и користење на годишни одмори. Во спротивно најавуваат протести доколку не се изнеде решение за нови вработувања. Болницата побарала одобрување од Министерството за здравство за прием на нови кадри, но досега нема добиено повратен одговор. ТВ21 контактираше со
одговорните лица во болницата, од каде не сакаат да ги коментираат овие информации и новонастанатата состојба. Синдикалната организација на Југохром испрати последен допис со барање до техничкиот премиер Емил Димитриев, доколку не донесе позитивна одлука за повторно пуштање на комбинатот во текот на следната недела, дека тоа ќе значи згаснување на Југохром за секогаш. Ова го укажуваме бидејќи во април истекува рокот за забрана на работата на комбинатот и целосно опустошување на народот во овој крај, за кој Југохром беше единствен извор на екзистенција. Доколку ова се случи, вие и оваа влада ќе бидете директно одговорни за неизлегувањето во пресред на барањата на вработените и раководството на комбинатот, упатени до вас, со кој се бараше продолжување на рокот за изградба на филтри. Бараме да ни одговорите на писмено, се навидува во дописот на синдикатот на Југохром. Иако машинскиот персонал и машиновозачите ја добија првата половина од февруарската плата, сепак дел од нив бараат од веде директорот на МЖ Транспорт да биде исплатена целата плата, но бараат и покачување, бидејќи во спротивност од понеделник возовите ќе запрат. Денеска истече рокот кој синдикатот на машинскиот персонал и машиновозачите му го постави на раководството за исплата на февруарската плата во целост. Инаку во месец февруари вработените во јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура штрекуваа поради тоа што не им беше исплатена декемвриската и јануарската плата. Штрajкот беше прекинат откако им беше пуштена половина од сумата, со ветување дека ќе го добијат и останатиот долг. Жителите на Рачиново продолжија со протестите против Евана, како што најавија пред една недела, денеска ја блокираа Скопската обиколница. Организациониот совет подготви неколку барања кои ќе ги испрата до Евана. Од Евана пак рекоа дека се отворени за разговор, како и да ги разгледаат барањата на жителите од Рачиново. Учесниците на протестот велат дека доколку нивните барања не бидат земени предвид, под понеделник ќе продолжат со нови блокади. Скопската обиколница беше блокирана 30 на минути од жителите на Рачиново, кои на овој начин го изразија своето незадоволство од Евана. Тие велат дека еднаш за секогаш треба да се реши проблемот, бидејќи веќе не може да се справат со високите сметки кои им ги испраќа оваа компанија. Не воведуваат во прашање да се доведеме во ситуација на самоубиство, не дај Боже. Бидејќи стварно опстанок не може никако да се обезбедува, камоли електрична енергија од до 200 евра нагоре. Значи, ова е стварно притисок врз населението. Не можеме веќе. Ова е крајот додека сме можеле да издржиме. Ако не презимат ништо, нивни бандери што се на наши ниви, ќе ги тргнеме со трактори зашто ништо не ни плаќат, ни кирија, ни ништо тие. На нашите ниви. Ќе ги тргнеме па да видиме кај ќе ги стават тие жиците, нека ги стават таму на горна. Нека дојде австриецот и јас да зборувам со него, да видиме што ќе ни каже тој. Ми стигнуваат сметки од 5800 денари, 5600 денари. Јас немам толку. Давам за вода, за одржување, а не за храна и за грижа за семејството. Организациониот совет на протестите подготви неколку барања кои ќе ги достави до Евана, меѓу кои се исклучување на потрошувачите до електрична мрежа, корекција на сметките, бидејќи како што велат, тие се нереални. Потоа враќање на старите броила, бидејќи според нив со електронските може да се манипулира, сметките да бидат двојазични, на албански и македонски, и да се укине ставката од 33% за ангажирана моќност, апликација на ефтина тарифа за социјалните семејства и друго. Од Евана вела дека се отворени за разговор и вела дека ќе ги разгледаат овие барања за да се најде заеднички јазик со цел надминување на оваа ситуација. Се што се однесува на цената за електрична енергија, тарифите како и социјалните случаи не се во надлежност на Евана Македонија. Ке се разгледа и ке се одговори на секое барање од страна на потрошувачите. Што се однесува до оние потрошувачи кои се исклучени од електричната мрежа заради неплатени сметки, третманот е ист како со сите останати. Секој кој ќе го плати долгот или ќе ги искористи предностите кои ги нудиме за плаќање на долгови, ќе биде повторно приклучен. Жителите на Рачиново велат дека доколку Евана не ги земе во предвид нивните барања, тогаш тие ќе ги радикализираат протестите и од понеделник секој ден ќе ја блокираат Скопската обиколница. Првиот човек на Врховниот суд Јово Вангеловски вели дека со барањето за негово изземање во одлучувањето за притворот на Сеат Кочан СЈО си постигнало автогол. Тој пред камерите не сакаше да коментира, но ова го кажа во неофицијален разговор со новинарите. Вангеловски денес учествуваше на дебатата посветена на Денот на правосудството, каде потенцираше дека Македонија не смеела да дозволи да ѝ се случи извештајот на Прибе.
Не може законот за СЈО да го става вон сила законот за кривична постапка кој е систематски донесен со двотретинско мнозинство. Ова го изјави председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски зад камерите во неформален разговор со новинарите, додавајќи дека со таквото барање СЈО си постигнало автогол. Вангеловски изјави дека според постојниот закон за кривична постапка, право да побара заштита на законитоста има само јавниот обвинител на Македонија. Но пред камерите на прашањето како го коментира барањето на СЈО за негово изземање од одлучувањето за притворот на Сејат Кочан, првоосомничениот во случајот Труст само Кусе одговори: Заборавете го СЈО во овој момент, ве молам. Зборувајќи за владењето на правото, првиот човек на Врховен потенцираше дека Македонија не смеела да си дозволи да ѝ се случи извештајот на Прибе. Сите состојби во општеството и во судството дозволија да се случи еден таков извештај кој што е отворено критички, на кој што треба да се работи и што е отворен показател што треба да се презема во идниот период. И председателот на Сдруженијето на судии Џемаили Сеити рече дека било неблагодарно на денот на правосудството да коментира за сите други прашања, освен за прашања поврзани со настанот. Денеска е ден на правосудство, не сакам да коментирам предмети, знам дека ви се потребни такви информации. Шефот на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Нина Соумалаинен, на денот на правосудството истакна дека потребни се понатамошни напори за да се постигне независност во судството. Знаеме дека се потребни и дополнителна работа. Се уште има многу предизвици и особено во делот на судската независност и непристрасност и ефикасноста на судовите. Ниту председателот на Врховен, ниту председателот на Сдруженијето на судии денеска не сакаат да коментираат околу приговорите од судиите од Основен суд Скопје 1 за годишниот распоред. Во центарот на Куманово попладнево се случи инцидент во кој непознати лица од јарболот го симнале државното знаме, а на негово место го развеале албанското. На видеото може да се забележи дека полицијата веднаш интервенирала и ги привела лицата одговорни за инцидентот. Од СВР Куманово за сега не соопштуваат повеќе детали, само потенцираат дека истрагата за настанот е во тек и кога ќе завршат ќе излезат со повеќе информации. За настанот реагираа и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. И двете партии го осудија чинот. Со воена свеченост, припадниците на првата механизирана пешадиска бригада денеска во касарната Страшо Пинџур во Петровец го одбележаа денот на најголемата борбена единица на АРМ, препознатлива по добиените високи резултати од оценувањата, вежбовните активности, мировните мисии во Авганистан и во Ирак, но и по пружината помош на граѓаните. Денот на бригадата, определен со одлука на председателот на Република Македонија, е потсетување на денот кога со достигнувањето на оперативната готовност ги презаде задачите и одговорностите на двете поранешни бригади, согласно новата организацијско-формацијска структура на АРМ со седиште на командата во Петровец. Согласно програмата на воената свеченост за најдобра единица во бригадата е прогласена 4 минофрлачка батерија од 4 механизиран пешадиски батальон, а се доделија стимулативни мерки и унапредувања. Тоа беше информативниот магазинат во 21. Останете со нас, имајте пријатна вечер.